Секојдневно расте бројката на лица со дијагностициран карцином. Статистиките покажуваат дека се намалува и старосната граница. Се почесто млади лица имаат карцином. Карциномот подеднакво се јавува и кај мажите и кај жените. Кај понежниот пол најчесто се јавува карцином на дојка и на грло на матка, додека кај мажите најчести се на дебелото црево и белите дробови. Кај двете групи, и кај мажи и кај жени, значи благи пораст, али константни пораст на малигни заболувања присутен кај нас. Најчести се карциноми дојке, после тога малигни заболувања на дебело црево, кај мажите белодробие, дебело црево и така. Во Општа болница Кочани, откако е донесен мамографот за дојка кој обслужувал цел регион, направени се 120 мамографски прегледи и исто толку ехо прегледи. Во приватната здравствена установа Нирвана хирургија пак во 2015 година се направени 3375 прегледи, од кои на биопсија се пратени 188, а од нив 69 се ново откриени карциноми. Доктор Митко Ристов, специјалист од оваа област, вели дека секоја година само во оваа хируршка ординација се откриваат над 60 нови случаи на карцином на дојка, што е поразителна бројка. Лекарите велат дека најчести ризик фактори за заболување на карцином на дојка се наследниот фактор, генските промени, личната историја на пациентката, зрчењето во млада возраст, а во превенцијата од болеста ги насочуваат здравиот начин на живот и исхрана, само прегледот на дојките и најважно редовните контролни прегледи кај специјалист. Годинава, 4 февруари, Светскиот ден за борба против карциномот, се одбележува со кампања насочена кон подобра информираност, како и едукација за зголемена свесност за превенција од малигните заболувања. Праксата покажува дека добар дел од заболените своите први прегледи ги прават во поодмината фаза. Намалување на возрастната граница има, порано значи се јавуваше над 40 годишна возраст, меѓутоа сега се намалува границата така да веќе кај средношколци се појавува карциномот на дојката, значи порано многу ретко под 35 годишна возраст, а сега веќе по 20 години се јавува карциномот на дојка. Мислам дека во нашата република недостасува здравственото просветување на населението, се уште е голем бројот на пациенти кои што доаѓаат во понапреднатиот стадиум, затоа што е важно за карциномите ако се отвираат во раниот, во локализираниот стадиум, дека тогаш терапијата е подобра, преживувањето е подобро, ремисиите се подобри, за разлика од тоа што они се јавуваат многу покасно, кога веќе и онколошката терапија многу не може да помогне. Инаку, во источниот дел од државата има само 3 мамографи кои функционираат, а тоа се во Кочани, Пехчево и Берово. Од Кочанската болница информираат дека од 1 март ќе започнат да прават и мамографски скрининг прегледи, преку кои жените над 45 години ќе бидат повикувани на преглед со цел превенција на малигни заболувања.